Објавен е токсиколошкиот извештај на Лиам Пейн. Пијачот имал траги од комбинација на повеќе дроги во неговиот систем, вклучително и розов кокаин, кога паднал од балконот на неговиот хотел, според извештаите на аргентинската полиција. Прелиминарните резултати од токсиколошките тестови по посмртните останки на Пейн открија траги од кокаин, бензодиазепини, крек кокаин и розов кокаин, која е комбинација од метамфетамин, кетамин и МДМА. Делумната обдукција откри дека Лиам Пейн имал повеќе супстанции во неговиот систем кога паднал од балконот на третиот кат од неговата хотелска соба во Буенос Ајрес, се вели во извештајот. Овие супстанции вклучуваа розов кокаин, рекреативна дрога која обично е мешавина од неколку други, вклучувајќи метамфетамин, кетамин, МДМА и други, како и кокаин, бензодиазепини и крек, се навидува во извештајот. Претходно во неговата соба беа пронајдени бел прав, траги од хемиски кристали и лекови на рецепт. Поранешниот пејач на One Direction, Лиам Пейн, починал на местото на настанот од повеќе повреди, вклучително и фрактура на черепот, потврди менаџерот за етни случаи во Буенос Ајрес минатата недела. За приватниот живот на Лозано малку се знае, па затоа неговите обожаватели се изненадени од оваа убава вест. Популарниот македонски пијач Владко Лозановски, познат како Лозано, стана татко. Тој и неговата партнерка добија син, кому му го дадоа името Марко. Синот Марко на светот дошол минатиот петок. Веста е потврди неговиот продукцијски тим. Светулки. Доделувањето е најавено за 6 февруари 2025 година во Чифте Амам, кога ќе биде отворена и официјалната изложба на Остен Биенале 2024. Како што информира Остен, годинава пристигнале пријави од 273 уметници од 3 дела. Квалитативниот избор на уметниците со нивните дела се одвивал во 2 дела. Селекција селектор Корнелија Конеска од Македонија, која селектирала 144 уметници, од кои 75 финалисти, а жирирањето го извршиле Бруно Кора од Италија, Маја Коларич од Србија и Пик Кеобандит од Белгија. Доделени 3 први награди. Прва награда за цртеж, графика, техника на хартија му се доделува на Павел Трубен од Словачка, а прва награда за слика на платно, инсталација објекти на Шриватшан од Индија. Филип Јовески од Македонија е добитник на прва награда за фотографија, видео и мултимедија. Добитници на посебната награда од жирито се Сунг Чан Ким од Јужна Кореја, Никола Марковиќ од Србија и Мари Тераучи од Германија. Урбан култ. Сакаме да промовираме песни со повеќе забавни жанрови кои ќе опфаќаат поширока публика. Не зборуваме само за хитови какво што досега донел Маквест, туку за музика и мелодии чии рефрени ќе се подпевнуваат и ќе се паметат, рече уметничкиот директор на Маквест Роберт Саздов на пресконференцијата во Штип. Продуцентот Јован Јованов, кој е дел од уметничкиот совет, кажа дека Дарио, кој ќе пее на втората вечер на 26 октомври, последен пат настапил на Маквест во 1998 година. Дани Димитровска ќе пее исто така, а и таа не била долги години на Маквест. Освен Елена Ристевска, за прв пат пее и Павле Камиловски, рече Јованов. Годинашниот 39 поред Маквест октомври во Домот на културата Аца Шопов е со најголемата музичка конкуренција досега. При 3 години сегашниот уметнички совет на фестивалот започнал со 15 пријавени песни, наредната година биле 56, а годинава во селекцијата биле рекордни 76 композиции.